Тенденциозни и невестимити се написите на дел од медиумите и на реакциите на социјалните мрежи, дека музеот во Крушево не се грижи за споменикот Македониум. Со ваква реакција денеска излезе директорот на Историскиот музеот Крушево Зоран Богески, кој рече дека за комплетно реновирање на Македониумот, кое требало да заврши во 2017 година, Министерството за култура одделило околу 10 милиони денари. Инаку страстите во јавноста се разбрануваа кога се појавија фотографии на кои што се гледа дека на дел од внатрешноста на споменикот има многу мувла. Мувлата е проблем кој што се јавува уште од самото пуштање во употреба на комплексот, бидејќи нормално станува збор на објект кој што е изграден на место кој што има екстремно различни временски услови. Навистина нејзиниот интензитет секогаш не бил толку чест, но нормално треба да се следат и тековите кон ерозирањето на самото подрачје каде што се јавува мувлата, така што превземени се соодветни архитектонски, градежни и технички решенија за нејзино отстранување и нормално ние како установа и воопшто надлежните институции не се раководат од тоа дека при една прослава треба само да се направи некаква шминка или молерај на просторот, бидејќи треба трајно да се отклони таа проблематика. Тоа е постапка која што се одвива многу споро, бара голема прецизност, бара интервенции во авторското дело кои што не треба да се нарушат и тоа е процес кој што мора да се спроведува подолг временски период. Реагира и од Министерството за култура, кои истакнуваа дека реконструкцијата на споменикот Македониум во Крушево бил проект кој се наоѓа во програмата на владата и на Министерството за култура. И во моментов на терен течеле активностите за негова екстериерна реконструкција, пошто ќе се пристапело и кон целосна обнова на внатрешноста на овој многу значаен објект. Инаку моментално во Крушево се реновира и музеот на Илинденското востание. Инвестиција која чини околу 1,6 милиони денари. И таа се одвива во неколку фази. Според најавите, овој музеј требало да биде готов за 2 до 3 месеци. И таму, освен старите артефакти и документи, ќе биле изложени сосема нови документи и записи кои што ја потврдуваат и докажуваат македонската историја и минато. Преку Министерство за култура во нашата установа добиени се инвестиции во сите објекти во сите сегменти од нашето работење, така што е реновирана галеријата Никола Мартиновски, музеот на Илинденско востание наскоро исто треба да биде пуштен во употреба, музеј Леарницата, оваа есен треба да се реновира и музеот на НУП, така што оваа година исто така започнуваме со технички подготовки за реновирање на галеријата Никола Мартиновски. Одделени се средства и во библиотечната наша дејност, музејска дејност, во конзервација, во музејско работење, научно-истражувачка работа, така што во овие последни 5 години Историски музеј Крушево успеа да се ревитализира во сите сегменти од нашето работење. Крушево е градот со најголем број музеи во Македонија и пошироко, ги има 8, а наскоро ќе се отворила и подружница на овој музеј во општина Кривогаштани.